Здраво, јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс, феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Медуза Токс се појавија како онлайн разговори за време на пандемијата, потоа како офлайн средби, а сега се јавуваат во формат на подкаст. Но како и да се јавуваат, целта е иста – да им дадеме глас на прашањата, темите и случувањата кои ни инспирираат, збунуваат, интересираат, разбеснуваат, сплотуваат и заеднички да замислиме феминистичка иднина. Новиот серијал на Медуза Токс, на мое големо задоволство, го започнуваме со Клелија Живковиќ. Клелија е мултимедијална уметница, дизајнерка, едукаторка, како и уредничка на сајтот Pop-Up. Како личност која носи многу капи, но и како посветена истражувачка на нежноста како концепт на преживување и оживување, денес со Клелија ќе разговараме за грижата, одморот, стравот од љубовта и како би изгледал еден свет базиран на концептот на нежни граници. Клелија, фала ти што прифати мојата покана и добре дојде. Возбудливо. Фала ти на поканата, Калија, и фала ти на тој прекрасен вовед и представување. Го споделив тоа што е достапно како знаење за тебе на интернетот, а секако можеш и ти да додадеш нешто во своето представување, затоа што мислам дека е убаво да им се остави простор на луѓето самите да се представат во светлото во кое што дошле денес. Мина секогаш, мислам, јас кога се представувам себе се, секогаш ги кажувам истите работи што ти сега ги кажа, бидејќи и тоа ми е одредена доза на некој перформанс, бидејќи кога се доживувам самата себе си, суштина си се доживувам само како обичен пешак во градот, кој што веќе не е ни пешак, него возам кола сега веќе, ама немам таква силна идентификација со имињата на професиите и работењето е едноставно нешто што од една страна нели сите мораме да го правиме, од друга страна приметувам дека не знам како да не работам, не знам како да престанам со работа, така што можеби не е баш можеби треба екшели да размислам како се идентификувам со сите тие капи што упорно одбирам да не ги симнам. Да, мислам дека интересно што го начна, затоа што мислам дека можеби под влијание на, не знам, некои трендови денес малку да се одвоиме од професијата како нешто што не идентификува, веројатно тоа има влијание на тоа како се доживуваме себе си. Меѓутоа е многу интересно затоа што јас и ти на пример кој да се сретнеме, мислам дека многу често околу истите теми ни мигрираат муабетите и мислам дека со оглед на тоа што како што кажавме, нели, мигрираш помеѓу различни професии, тоа се професии кои што се доста захтевни и емотивно и временски и бараат многу различни ресурси, а можеби не нудат некои нешта како да речеме, не знам, стабилност, па дури некој вид на материјален просперитет и така натака. И е контрадикторно да се одлучиш да ги правиш тие нешта, а при тоа да не се идентификуваш како, не знам, уметница, писателка, уредничка, што и да е, некои ствари што навистина бараат многу енергија и генерално сме почнале да ги правиме веројатно зашто сме сакале да се идентификуваме како тие нешта, но можеби успат некако сме сватиле дека животот не е работата и дека можеби не е, има и нешто повеќе од тоа. Да, мислам, фала ти што го кажа баш ова сега, мене многу ми има смисла тоа, затоа што особено во последно време, откако некако многу, барем тоа е нели моето внатрешно чувство, дека се трудам да сум многу по структурирана во сопствениот пристап кон работата, да сум многу подоследна. Мислам, јас генерално секогаш многу сакам да фаќам дедлајни. Имам некаков адреналин од тоа, така што у принцип не сум човек што доцни на дедлајни и слично, но се трудам да сум поструктурирана во смисла кога ќе седнам да работам, да не одолговлекувам премногу, да сум пофокусирана. И сега тоа понекогаш значи дека работите, квалитетот на нештата страда, бидејќи си давам рок, денеска работам до толку часот, потоа ќе гледам филм, ќе спијам, ќе читам книга. И во исто време
Се ме потсети тоа што го кажа на еден разговор со брат ми пред неколку години. Мислам дека двајцата тогаш не живеевме во Македонија, но бевме во Македонија и мислам дека јас зборував за тоа колку ми е тешко да се впуштам во некакви креативни продукции, колку ми е тешко да одлучам, окей, сега јас ќе направам уметничко дело, дека не знам како да си го објаснам тоа на себе си како процес, баш поради тоа што одбивав да се гледам себе си како уметник и ова беше некаде во моите рани 20-ти. И баш мислам дека брат ми во еден момент ми рече као, окей, мислам дека е време да престанеш да се преправаш дека не си уметник. Така што да, треба да се преземе одредена одговорност за сопствениот избор кога станува збор за професија пред се, бидејќи е, како што кажа и ти, нешто што го правиме затоа што сакаме и одбираме да го инвестираме сопственото време во тоа. А во исто време постојат и некои други фактори поради кои што никако упорно одбираме да бидеме под радарот или да не зафаќаме премногу простор. Можеби треба во прво лице еднина да зборам, не во прво лице множина, ама Тоа е безбедниот начин на кажување на нештата. да, Секогаш и во ако збориме зборам. на психотерапија, со мојата терапевтка ми кажа, Калија, значи прво лице еднина. Кои се тие луѓе што Да. не се Кои сте идентификуваат или вие? се да, who are you? Дали можеш да увидиш од каде, од кои места ти доаѓале тие точки на себе сомнеш и отпор кон, или како што кажа, одлука да се биде под радарот за одредени нешта? Па мислам дека во многу контексти и во многу моменти до сега, а и во сегашноста сум приметила дека имам одреден отпор кон тоа да заземам јавна улога, да зборувам, не да зборувам јавно пред луѓе, у принцип многу ми е окей да зборувам пред луѓе, меѓутоа да бидам јавна фигура некаква, а кога се бавиш со уметност, особено професионално, неминовно се наоѓаш во ситуација да бидеш во некаква јавна улога, да гостуваш на подкаст, да имаш интервјуа во медиуми и така натаму, дури никогаш и да изнесеш некои собствени политички ставови кои што јас лично имам, не се чувствувам секогаш сигурна да ги изнесам и така натаму. Така што тоа е дефинитивно една од причините, а друга е и заради тоа што јас во принцип никогаш не сум сакала да ризикувам премногу. Работењето во уметноста е доста ризично и прекаријатно и кога сакаш да работиш како професионален уметник, тоа подразбира работење во многу неизвестност, работење во многу трули структури, во смисла дека постојат одредени структури, меѓутоа дека не се грижиме да обстанат или да се адаптираат на промените кои што се случуваат. А сега конкретно живееме во ептен време засегнато од многу големи светски кризи. И мислам дека тоа се отсликува во сите професии, во сите такви структури. Така што тоа се некои фактори кои што можам да ги идентификувам. Се случил ли некој процес на нивно надминување, затоа што јас би рекла дека тоа што го правиш последните години е доста јавно и се занимава доста со, користиш и различни медиуми, ќе поразговараме за твојата книга, добитничка си на наградата Денес за 2023 година, ќе спремаш самостојна изложба, така што имало некој шифт очигледно. И ме интересира на кој начин си има тоа случајно. Исто така ме интересира, можеби можеш да ги поврзеш тие теми. Интересно ми е што доста се бавиш со прашањето на телесноста и поврзаноста на нашата телесна реалност, социјалната реалност, и дали тука се случиле некои видови на лични твои пракси кои што ти помогнале да, не знам како да се изразам, да го заземеш просторот што очигледно порано ти било проблематично да го заземеш? Промените, да, па дефинитивно се случија некои промени. Првата промена беше дека јас едноставно морав да одберам дали таа внатрешна драма, дека јас нешто не смеам да заземам простор, дека е too much или што и да е, можам да одберам да ја стишам, дека не мора да биде толку гласна.
Пред се заради тоа што не е толку гласна надвор од мене. Мислам, едноставно, внатре во мене звучи светот многу пострашно, надвор од мене светот едноставно си продолжува да постои. Мислам, не се разбранува поради моите внатрешни драми. А во исто време сватив дека едноставно ако ги игнорирам тие некои внатрешни импулси за создавање, тие не се као, окей, девојкава не игнорирајќи идеме на друго место, него почнуваат да гнијат и почнуваат да болат и да стануваат многу непријатни. И едноставно никако не е фер да кажам случајно, бидејќи не беше ништо случајно, но мислам дека почнав да се викам, ај ќе пробам, еве ќе направам нешто, па еве нека биде и лошо, ако више стварно да толку, нели, може да биде лошо, еве нека биде лошо и во принцип фидбекот секогаш бил во најголема мера многу позитивен и многу охрабрувачки и всушност сега веќе ми стана многу убаво и многу мило чувството кога слушам како и зошто луѓето се поврзале со нешто што сум го напишала, што сум го направила, конкретно и книгата и ти ја спомна. Мислам, една од најубавите работи ми е кога никој на социјални мрежи од рандом ќоше во светот ќе постира дека ја нашол мојата книга во некоја книжара, како што од секогаш сум сонувала дека јас ќе наоѓам книги во рандом книжари низ светот. Сега тоа се случува со мојата и тоа е стварно прекрасно. И многу ми е bittersweet сознанието дека тиражот е при крај и дека всушност тоа ќе престане да се случува. Има уште неколку книги што се останати за продажба, можеби веќе и се продадени, не знам. Така што да, мислам, едноставно си реков, окей, ајде, еве, нека биде лошо. Мислам дека И не тоа е тој мајндсет на маргинализирани групи историски во одредени канони, кај што секогаш тргнуваш со идејата дека тоа што го правиш е лошо, и после дури си изненадана како ова му се допаѓа на некој кој има таква можност. Вау, замисли. Мислам дека е нешто што се учи. Мислам е прашање на самоувереност, што мислам дека стварно се учи со тек на време, ама треба да се земаат одредени ризици за да излезеш од тој простор на баш bouncing around себе сомнеш И во еден инхибиции, самоцензура и сите ствари што доаѓаат кон нус продуктиото. И мислам дека следниот чекор што јас го насетувам во барем во мојот личен развој е дека сега веќе не можам, односно не сакам да бидам препуштена на текот на нештата, туку сега сакам малку да го управувам текот, кога да преземам одредена одговорност за тоа кон што течат работите и во кој тек се вклучувам, бидејќи до сега некако бев као ајде да видиме што ќе успее, што ќе се случи, а сега сакам да пробам малку да создадам некои можности за себе си и една од тие работи е и самостојната изложба која што ќе се случи следната година благодарение на наградата денес за млади визуелни уметници. Бидејќи веќе ја спомна, сега ги спомнав ми книгата и изложбата, не знам зашто да се фатам, ама ајде ќе одиме вака по назачки. Сакам да слушам повеќе за изложбата, што може да се очекува. Се сеќавам кога ја концепираше малку, зборувавме во едно дворче тука во близина, дека те обседнува таа нека идеја за страф од љубов и што значи тоа и за тебе, но што значи тоа колективно. И сега да го издадов нешто можеби што не е уште достапно на јавноста. Не, добро. Кажи ни нешто повеќе за тоа. Да, идејата за страф од љубов всушност за мене на одреден начин и се заокружи веќе со претходната изложба во Чифтеамам со делото. Тоа беше всушност изложбата која што настана како дел од наградата денес. Една од по примарната селекција на финалистите или оваа година бевме тројца добитници наместо тројца финалисти како што било во изминатите 20, односно изминатите 19 години од како се доделува наградата. И практично следната фаза по избирањето е продукција на ново дело или продукција на изложба со постоечки дела. Јас се одлучив да направам ново дела и всушност кога се одлучив на тоа, фразата страф од љубов никако буквално само ми се појави во свеста. Не беше нешто пошто трагав, не беше нешто што пробував да го
да го стигнам и обично кога почнувам некаков нов уметнички процес, тоа подразбира доста интелектуална работа, читање книги, теории, истражување што другите луѓе кажале на таа тема, но овој пат тоа многу тешко ми одеше. Самата фраза страв од љубов не постоеше баш на таков начин, мислам, наидував на многу текстови за филофобија, како за страв од љубов во смисла како фобија од љубов, но јас не мислев на тоа, јас буквално го чувствував тоа како некаков вид на избор кој што ние го правиме кога сме соочени со а, огромната непредвидливост и неизвестност и слобода што подразбира љубов во својата најискрена форма. И колку тоа може да биде застрашувачки кога сакаме, особено кога сакаме други луѓе и кои што ги сакаме вистински, а на ниеден начин не можеме да предвидиме каде таа љубов ќе не однесе. И не зборувам за партнерски односи, иако се разбира тие се вклучени, но туку зборувам буквално за дури не зборувам ни за љубов како действие, како што ја гледаме љубовта многу често и како што нашата омилена Бел Хукс ја обработува. Туку баш мислам на љубовта и како облик на како начин да бидеме во однос едни со други, како некако вид на поврзаност која што имаме меѓусебно и не сум сигурна, малку се изгубив сега заради тоа што одамна не сум размислувала на ова бидејќи ми се заокружи процесов, ама тоа што сакав да го кажам е дека всушност се што пробував да еве и сега се случи впрочем тоа, сите начини на кои што пробував да го објаснам чувството што јас го нарекував страв од љубов, едноставно паѓа во вода. Никогаш не успеав да го објаснам и се чувствувам како и сега уште да не можам да го објаснам. Се што сакав уствари да кажам преку делото е само сакав да прикажам дека поради тоа што се плашиме од љубовта во низините облици, многу често тоа што го нарекуваме љубење или сакање, без разлика во кој контекст се случува, е всушност многу сурово, не е вистински љубов, туку е страв и дека и делото зборуваше од една страна за мојот страв од таа суровост и од друга страна зборуваше за стравот кој што ја храни таа суровост, која што ја нарекуваме љубов. И тоа е суровост која што мислам дека ја чувствуваме во нашите лични односи, самите кон себе си, нашиот однос кон светот, односот на светот кон нас и така натаму. И исто така многу сакав да ја прикажам таа суровост како нешто што можеме да го преку нашите тела и преку нашите одлуки да го пренесеме и низ генерациите, да не биде дека не е тоа нешто што се случува сега и завршува тука неговото влијание, дека всушност работите одекнуваат низ времето и низ нашите тела. И за тоа всушност и самото дело представува голема трансгенерацијска папачна врвца која што е многу тешка и голема и сакав всушност и во самиот простор на изложбата луѓето да можат да седнат во неа, да се исплеткаат во неа. Сакав баш да има некаков тактилен контакт со таква некоја идеја за граница која што не поврзува низ времето, не само низ просторот. А во исто време имаше и звучен пейсаж, кој што го правевме заедно со Дијана Димитриевска, кој што беше сам по себе некој вид на процес на оплакување. И всушност оплакувањето сакав да го понудам како прекин во тој трансгенерацијски пренос на суровоста, дека всушност мислам, не сакам да кажам лекот, ама баш некој вид на прекин, дека ако сакаме да направиме избор да престанеме да пренесуваме суровост низ генерациите, дека треба да ги обжалиме работите од кои што се плашиме или кои што ни тежат или контролата која што ја немаме врз љубовта, контролата која што ја немаме врз луѓето или врз световите кои што ги сакаме.
мислам дека се имаше поише смислово што Да, го да, да, не кажав. имаше дефинитивно. Сакав да те прашам, можеби е големо прашање, најде зашто да не. Дали имаш развиено, идентификувано, увидено некои различни пракси на оживување на љубовта од која што се плашиме, љубовта која што можеби за многу од нас не е научена преку детството, не ни е достапна лесно, не ни е видлива, а сепак знаеме дека имаме капацитет за тоа, но многу често не можеме да го отелотвориме, да речам. Па, дефинитивно оплакувањето е една таква пракса, бидејќи тоа што мене многу ме изненади во целата ситуација во целиот процес на соочување со тоа оплакување беше дека јас стварно не очекував дека поинтензивен процес на оплакување, на grieving, дека може да се чувствуваш толку живо. Барем јас така се чувствувам и кога сум имала такви одредени моменти кога сум морала да се соочам со нешто што за мене било болно и буквално да го обжалам, да си дозволам целата таа тага да ја почувствувам и да ја носам и да ми го дроби телото. Ам, и откако ќе помине сето тоа, боите се некако поживи, светлото е малце бујно. Не знам, имам некаков таков однос кон тоа. Во исто време тоа е нешто што не го среќавам не само кај себе си, туку отпосле откако јас се во ова почнав да го чувствувам и да го правам, сватив всушност колку станав свесна колку често се спомнува тоа и во литература која што сум ја читала и во подкасти кои што ги слушам и дека всушност оплакувањето е таков вид на избор за освестување, за враќање во сегашноста, за оживување. Други начини на оживување дефинитивно ќе барам во новата изложба. Мислам тоа ќе биде некој вид на процес кој што ќе се случи. Инаку сакав да се надоврзам и на претходното прашање, ме праша за некои телесни пракси кои што можеби сум ги сретнала и сакав да кажам дека една таква пракса која што многу многу рано во процесот на прифаќање на тоа дека сакам да се бавам со уметност, ја слушнав за методата од современ танц, Гага, чиј што основач е еден од најпознатите светски танчари Охад Нахарин. И тоа за мене беше стварно многу фасцинантно како процес и продолжи да се случува тоа се скрши некој оклоп на тие танчарски работилници и продолжи да се крши понатаму. И всушност за тој кога ти кажав дека сум ја читала твојата песна Порцелан за гости, на тоа всушност ме потсети, баш са бајле ја читав, дека јас тој оклоп баш си го замислив како порцелан, како украс, како нешто што е наследство, како нешто што треба да биде убаво, треба да ме држи во некаков статус. Меѓутоа, низ тоа оживеано, ослободено движење на моето дело напукна и почна да се лупи. Да, се ова мене ме потсеќа на кога ни беше гостинка на школата за феминистичко пишување. Како мал контекст, тоа е школа каде што генерално секоја работилница е фокусирана на читање, пишување, значи доста пракси кои што се доста, да речеме, интелектуални. И мислам, и низ тој процес секако се создаваат пријателства и односи кои што се многу поголеми од само читање и пишување текстови, но беше многу интересно кога ти дојде на последната средба и мислам дека се сеќавам дека правевме некои вежби како некој флуиден, не структуриран танц, да речеме. И знам дека на почетокот сите беа многу, мислам, вклучувајќи ми мене, сите бевме многу затворени, исплашени едни од други, затоа што и не е дека сме најдобри другарки, као имаше така мал срам, би рекла. И после тоа стварно имавме некакво катарзично искуство. Као не се сеќавам точно на се што се случуваше, ама се сеќавам дека имаше некое ослободување, дека потоа и самата динамика на групата беше различна. Така што мислам дека многу често забораваме дека тие некои нешта
како, не знам, действијата што ги правиме мозочни се дел од телото и дека ни треба и стимул надвор од некои по пасивни пракси за да, не знам, едноставно бидеме in tune with ourselves. Дефинитивно јас се сеќавам со многу радост и задоволство на таа работилница и беше навистина супер. Јас всушност сакав да ги размрдаме телата пред се за да почувствуваме задоволство, бидејќи е многу задоволувачки да го движиш телото. Но во исто време баш заради тоа што сакав некако да си дадеме шанса и на другите да им напукне оклопот малку. И јас мојот да го симнам, не дека јас немам трема кога држам работилници. Така што за мене тоа е многу важно и сега сум во исчекување за одговор за следно дело кое што би сакала да го работам за изложбата, кое што би сакала да биде базирано на кореографија и на движење на телото, така што за тоа сум иптан возбудена, ама ќе ви кажам повеќе кога ќе имам некакви појасни насоки, бидејќи во моментов уште чекам одговор од едно тајно место кај што се пријавив. Да. Добро, но нешта кои што веќе се присутни и направени. Тука е твојата книгичка на оваа маса каде што разговараме и не би сакала да ја заобиколиме, а ни отиде малце и во други насоки разговорот, но сепак и не баш, бидејќи книгата е на некој начин отелотворување на сево што го зборувавме до сега и мене премногу ми се допадна и морам да признам дека и се враќам од време на време. Се вика prototyping tenderness или прототипирање нежност. Издадена е од приватен принт студиото и јас можам да ја поземам на било кој што е заинтересиран да прочита, затоа што спомнавме дека веќе има многу малку останати копија. Мислам дека и една форма на колективна грижа е да си ги поземуваме книгите едни на други. Ме интересира да ни раскажеш нешто повеќе за процесот на создавање на оваа книга, која што вклучува и цртешчиња, и фотографии, и многу е присутен концептот на почва и нашата поврзаност со тоа, апокалипсата како тема, наспроти нежноста, многу прашања кои што се доста реторички, како на пример што е разликата помеѓу допир со дланка и допир со стапало. И така чисто ме интересира да знам како всушност ја создаде оваа книгичка. Извини што упорно викам книгичка, само е малечка, Ама многу е книгичка сладка. Да, книгичка и мене ми е многу мило што е книгичка, затоа што мислам дека е супер да си ја носат луѓето со себе, ако сакаат. И исто така, јас немам однос кон книгата како ништо скапоцено, туку баш мислам, јас лично, например, имам повеќе копии, меѓутоа едната од копиите си ја користам како бележник. И мислам дека тоа е супер, особено заради тоа што, и како што кажа и ти сама, има многу реторички прашања во книгата и многу текстчиња, цртесчиња што начнуваат одредена идеја, така што на некој начин се надевам дека и други луѓе некаде во светот ја користат за да си ги надоградуваат тие идеи што сум ги представила таму. А инаку прашањето од кое што тргнав за да ја направам и прашањето кое што практично се уште ме води е таа идеја за свет кој оживува, значи не за свет кој што е жив, бидејќи и овој свет е жив, туку за свет кој што е изграден околу нашата вродена способност за оживување. Тоа е нешто што првпат го прочитав во книгата на Ана Цинг, The Mushroom at the End of the World, мислам дека така се вика. Предобра книга за под насловот е Life in Capitalist Ruins, нешто така мислам дека беше. И во неа зборува за resurgence, за оживувањето на шумите како некаква способност која што шумите и by extension остатокот од живиот свет ја имаат и е вродена, е всушност способноста да оживеат по катастрофични настани. Например, ако шума изгори во пожар, за неколку години повторно ќе никне шума од пепелта.
И некако тоа многу ми се допадна, бидејќи веројатно го барав тоа во сопствениот живот. Ми беше потребно да се соочам, ми беше потребно да верувам дека имам јас таква способност да оживеам, која што не морам да ја интелектуализирам, ам, нешто што на моето кротко животинче пак да ја спомнам твојата книга, нешто што на моето кротко животинче му е природно, што ќе се случи самото по себе си. И сакав да замислам таков свет, бидејќи светот во кој што живееме, кој што е обликуван од дизајн процеси, или ако се свртиме околу нас, се е исход од некаков дизајн процес. И дури и за закони, за јавни политики зборуваме дека се дизајнирани. Ме интересираше ако за се зборуваме дека е исход на некаков дизајн процес, а во исто време живееме во свет кој што е постојано натежнат од некакви апокалиптични настани, без разлика дали е тоа климатски колапс или војна или пандемија. Како би дизајнирале свет кој оживува, не свет во кој што катастрофични настани не се случуваат, бидејќи тоа е дел од животот, туку свет кој што буквално во својата срж ја има вградено таа наша способност за оживување. И мислам дека е малце апстрактно, но се надевам дека е разбирливо како го објаснувам, и практично тоа е нешто што јас пробав да го разберам низ концептот на лични граници, односно не само лични граници, туку чисто граници како идеја, бидејќи на некој начин и самиот дизајн како дисциплина продуцира граници. Нашиот материјален свет е некаква граница со која што ние имаме интеракција, нашето тело, нашата кожа е граница, нашиот говор и така натаму. И јас сакав да знам всушност што би значило ние да имаме нежни граници, што би значило нашите граници да се пермеабилни, не со намера да не се цврсти или со намера да не се јасни, туку со намера да се отворени за контакт, отворени за размена, за грижа, и што би значило нашите граници да бидат многу мали, значи да бидат буквално внатре во нас, или границата помеѓу нашите различни аспекти, помеѓу тоа кроткото животинче и не знам, чудовиштото кое што настанува внатре во сите нас под живење во брутално нејасен свет. И всушност концептот за граница е нешто со што се уште се бавам, меѓутоа таа идеја за нежна граница постои во книгата како ја раскажав таа идеја за нежна граница во книгата како приказна за мојот однос со почвата. Со тоа што почвата е жив организам, почвата е нешто што е самото по себе организам, но и ова не е научно, не ме цитирајте, но и исто така содржи многу живи организми во себе си, содржи многу бубачки, микроорганизми, габи, инсекти и така натаму. И јас пробав да развијам некаков однос, за да ја направам оваа книга, пробав да развијам некаков однос со почвата, кај што јас се грижам за неа без да треба да ми продуцира храна или нешто слично. И имав ставено одредена количина на почва во мојот дом, како што има на фотографиите, само фотографиите се сценирани, не се вистинскиот мојот дом. И живеев со почвата некое време и се грижев за неа да биде доволно влажна, да не се исуши. Нормално, бидејќи живеам во 21. век и не сум до толку храбра, не почнав да правам компост од неа и да ставам, пример, не знам, органски материи во неа за да се распаѓаат, бидејќи нема кој да го исчисти тоа после тоа, но сепак има некои граници кои не се толку нежни. Но дефинитивно беше многу прекрасно искуство заради тоа што јас навистина се чувствував како јас и почвата започнавме да се разбираме една со друга и и почнав да размислувам за тоа дека всушност самото присуство и самиот мој однос со тоа парче почва во мојот дом
Мене едноставно ми отвори внатре во мене отвори некаква идеја дека ние имаме однос кој што јас не знам како да зборувам за тоа без да ја антропоморфизирам почвата, да ја зборувам за неа како да е човек, кој што таа де факто не е, но во исто време можам да тврдам дека имам однос со неа и се не знам да зборувам за тој однос поинаку освен како да е човек. Но стварно чувствував одреден реципроцитет со тој жив организам кој што имаше влијание врз атмосферата во мојот дом. Мислам дека ова е добро објаснато во книгата на нека од страните, каде што велиш дека нашата одговорност кон животот не е кон животот конкретно човеков, туку кон животот општо, кон постоењето. И мислам дека навистина тоа е всушност можеби највисокиот концепт на грижа и љубов, каде што сваќаш дека ти како личност имаш некоја одговорност кон постоењето на нештата и сега веројатно тоа е тешкото прашање како ја изразуваме и негуваме таа грижа надвор од нашите себични интереси и слично, ама мислам дека и заради тоа е многу интересен тој концепт на меѓе граници, бидејќи многу се зборува за граници последниве години и секогаш и мислам дека малку тоа отиде во некоја насока од тој нели концепт на себе грижа и слично кон некој многу не знам, себичен и самодоволен идеал за прославување на тие тврди граници баш и мислам дека треба да истражуваме малку надвор од тие веќе за мене тотално не апликабилни концепти на себе грижа кои што стварно не значат ништо за нас денес. Мислам можеби значат за некого, но мислам дека не се де факто не зборуваат за грижа. Па ние имаме дефинитивно како цивилизација, особено во овој момент во времето, имаме тенденција да бараме апсолутни решенија. И сега мислам дека имаме во поп културата идеја дека границата како решение може да се аплицира секаде во сите случаи. И тоа е многу интересен некаков генерацијски судар кој што се случува, бидејќи имам забележано дека генерациите на нашите родители и постарите немаат однос кон концептот за граници на таков начин, живееле во мултигенерацијски домаќинства, нивното преживување зависело од нивното грижење едни за други, буквално немале начин никој од нив да оди на студии во странство, едноставно. Но границата не е или поставувањето граници или концептот за граница не е едно решение што може да се аплицира секаде. Пред се факт е дека ние имаме граници, значи тука нема дури ништо да се поставува, ние само треба да ги обзнанеме, да бидеме свесни за нив, да ги почитуваме и во некој случај дури да се договориме со луѓето околу нас што значат тие граници и како изгледаат. Тоа што јас пробував некако да го кажам со книгата е дека всушност нашата способност да имаме нежни граници, да бидеме различни битија, одвоени едни од други, но да има одредена површина меѓу нас или одреден простор меѓу нас во кој што ние можеме да бидеме поврзани и да бидеме во размена и да се грижиме едни за други. И тој простор да биде генеративен, значи да може самиот простор да се создава себе си, да биде креативен, да може да се адаптира и да се менува и да си ги решава сам собствените предизвици и да биде во континуитет, што значи дека не го снемува, туку само се менува и станува помал поголем и така натаму. Дека за мене тоа е всушност нешто како дизајнер, нешто што би било во сршта на идеја за дизајн дисциплина која што придонесува кон оживувањето на светот. Тоа всушност го пишува и на крајот од книгата, има еден малку подолг текст. Мислам подолг во однос на другите текстови во книгата, инаку не е долг, мислам дека е 100 збора. Ама тоа е тоа дека всушност тој контакт е контакт кој што може да создаде и контакт кој што може да уништи свет. Дека всушност содржи многу моќ и многу потенцијал. Така што исто така едно од работите во книгата кој што ги пишува е таа идеја за нешто што на нас не е природно, нешто што и за природата како нешто што постои надвор од нас, како нешто
како нешто што го конзумираме, а не како нешто што ни е, нели кога сакаме да кажеме автентично, викаме дека нешто природно ни дојде, а всушност сакаме да кажеме дека сме постапиле без да се ценкаме сами со себе си како да постапиме едноставно, сме постапиле со интегритет или автентично. И не е дека е неправилно да кажеме дека ни дошло нешто природно, бидејќи ние нема да престанеме да бидеме луѓе од крв и месо на кои што им треба воздух и вода и сонце. Ние сме оттуѓени од природата во смисла дека нашите инстинкти и тоа што е наша човечност го згаснуваме за да обслужиме системи кои што се деструктивни и хегемони, како што е патриархатот или како што е капитализмот, да. Дали мислиш, бидејќи се спомнува и цинизмот во книгата, и на кратко, мислам дека е можеби клучен, можеби неприроден опонент на нежноста, но мене некако така ми дојде додека ја читав. Дали мислиш дека цинизмот на некој начин го уништува можноста за оживување на светот наспроти нежност? Па мислам дека цинизмот е начин да се заштитиме себе си од светот. Барем јас така го доживувам мојот цинизам, дека јас најчесто сум цинична кога сакам да сокриам дека сум повредена или кога сакам да сокриам дека имам надеж. Никогаш се наоѓам во ситуации со други луѓе кои што се чувствуваат безнадежно, а јас имам никаква надеж, ама не сакам да ја покажам, страв ми е да ја покажам. И мислам дека цинизмот ја спречува оживеаноста поради тоа што цинизмот е еден начин да се да го прекинеме нашиот контакт со тие работи кои што не прават живи. Например, ако си повредена, оживеаниот начин би бил да ја почувствуваш повредата, да ја чувствуваш болката, да ја чувствуваш лутината и така натаму. Но многу често не сакаме да го направиме тоа, бидејќи тоа е тешко за секој од нас. И поради тоа понекогаш стануваме огорчени и цинични, и тоа е едноставно начин да се заштитиме. И тоа не е нежна граница, тоа е многу агресивна граница, која што е агресивна и кон нас самите, бидејќи истата таа агресија која што ја нели цинизмот ја насочува кон светот, не ми се приближувајте, ќе ви изедам живи. На некој начин ја насочуваме и внатре кон себе си, со тоа што внатре кон себе си е најчесто многу по-брутална и многу по-страшна. Не е, мислам, светот може да те игнорира, ти самиот со себе си не можеш да избегаш сама од себе. За крај би сакала да те прашам, овој период кој што не е воопшто лесен, што е тоа што те вдахнува со живот или со волја за живот? Па да, немам многу работи. Дефинитивно многу ми помага да кога ќе одлучам да одморам, кога ќе се одлучам да не да се одморам од чувствување со светот, нели не таа идеја дека не читам вести за да си го заштитам менталното здравје, туку одмор во смисла дека ќе си дозволам да се стуткам дома во кауч и да бидам тажна или да бидам среќна или да бидам растревожена, што и да е. Физички телото да си го одморам, да си направам храна, да јадам. Исто така многу ми помага физичка активност, одам на тренинзи во 7 сабајле од некоја причина. И тогаш многу помалку тензија имам внатре во себе си и сум најчесто многу поспособна да бидам присутна дури во свет кој што е неподнослив и страшен. Така што сега да, тоа е ние имаме среќа да сме во средина во која што немаме активна опасност за нашата добросостојба физичка, освен за некое време кога ќе почне воздухот да станува отровен. Многу наскоро, ама сега за сега сме окей, барем ние што седиме овде. И тоа е дефинитивно огромна добробит.
Мислам, многу сум благодарна што сум во позиција да дури во ваква реалност која што е многу тешка, да најдам некакви џебови на мир, на смиреност, да бидам со најблиските, да читам книга, да гостувам на подкаст. Да, понекогаш забораваме. Добро, јас сум ти многу благодарна што одвои време за мене и се надевам дека им отворивме некои џепови на размислување на нашите слушатели. Тоа е тоа за денес. Фала ви на сите што не слушате. Клелија, можеби сакаш да кажеш нешто за крај? Да, сакам да кажам дека ова ми беше прво гостување на подкаст и дека беше комплетно поразлично од тоа што мислев дека ќе биде. Ова беше моето прво водење на подкаст и беше комплетно поразлично од тоа што обично е. Да. Од тие што ги следам. Но тоа сме ние. Дојдовме со нашите природни, автентични верзии и јас сум ти навистина многу благодарна. И јас на тебе. Чао! Чао.